Православните верници денеска го чествуваат Бадник, денот пред Христовото раѓање Божиќ. Обичаите и традицијата за празнување на овој ден варираат од место во место, но сепак Бадник е празник кој го сплотува семејството. Во домовите се приготвува празнична постна трпеза, а истите се украсуваат со познатите бадникови гранчиња. Утринава во Тетовскиот соборен храм Свети Кирил и Методи. По повод празникот беше отслужена богослужба, а голем број дечиња учествуваа и во бадниковата поворка. Зборот Бадник има црковно-словенско потекло и значи бдење, односно бдење во пресрет и во пречек на рождеството Христово. Во овој ден, значи, е востановен строг пост до попладнето, а втората трпеза, значи, според типикот е навариво подготвено со масло, а првата трпеза е без зејтин, согласно типикот. Се подготвуваме всушност со пост и молитва за дочекувањето на рождеството Христово. Наутро се служи утрена богослужба, царски часови, Василиева литургија со вечерна, а потоа вечерта имаме ние овде обичај кај словенските народи претежно, кај дел од словенските народи е да се благословува бадниковото гранче. За символиката на бадниковите гранчиња пред нашата камера зборува отец Александар Стојановски. Бадниковото дрво е цврсто и ја означува цврстината, јачината и силата Христова од една страна, од друга страна самите пастири кои ноќевале под ведро небо, кога се родил Спасителот на светот Господ Исус Христос, имале запален оган. Па, повикувајќи се на оваа традиција, луѓето ја воспоставиле во народната традиција тоа да се благословуваа бадниковите гранчиња со молитва, со попрскување на светена вода. Со Бадник воедно завршува и 40-дневниот Божиќен пост, а во православните храмови утрото по Бадник се служи празнична божиќна литургија.